Кога суровоста на животот и судбината ќе се поиграат со нас и нашите соништа, останува искрата надеж да тлее преку филтрите кои сами си ги креираме. Искрата надеж во очите на 38 годишната Искра Донева говори за едни недосонувани соништа, недопишана песна, несудена балерина и истрчана стаза. Имам церебрална парализа од раѓање. Родена сум во 7-миот месец од бременоста, ставена во инкубатор во кој снемало струја. Главно детството го поминав во операции и рехабилитација. Откако устанав да живеам сама, стрмната рампа до влезот и мермерните високи скали до станот на прв кат во старата зграда во која нема лифт, ми се најголемиот проблем. Ке ја започне Искра незината приказна. Студеното јануарско сонце беше мотив плюс да ја поканам на воздух и неколку реда муабет. На нејзина иницијатива во нејзиното мало на улицата Тоше Проески во скопската населба Ново Лисиче проговоривме за животот во количка, за радосните денови, но и оние помалку радосните, за општеството и институциите кои се итно потребни, и свеста и солидарноста на секој од нас. Поетеса, хуманитарец и гласен борец за своите права. Веќе 3 години живее сама, покрај што се бори со системот, како што вели, таа води битка и со брзината на времето кое изминува. Купне е да се оствари како мајка и да зачекори во своја собствена куќарка, прилагодена на нејзините потреби. Да, живеам сама веќе скоро 3 години, во февруари ќе направам. И во исто време и тоа и претежок предизвик и авантура, но и во исто време исто така и весело и убаво и така натаму. Ме интересира што се промени од последното наше дружење, од последниот наш разговор. Имаше доста работи кои што ти ги посакуваш, имаше доста цели кои што си ги стави на листата. Кажи ми што се оствари, што не се оствари, што ти се помогна, што не ти се помогна. Мојот живот се промени кога покрај тоа што останав без татко ми кој почина, останав и без мајка ми, таа е згрижена во државната геријатрија 13 ноември во Ѓорче. Се уште е таму, меѓутоа јас останав да се борам потполно сама за се она што го носи секојдневието, предизвиците и така натаму. Значи, речи си, ништо не е променето од тие крупните работи, значи се уште сум во истиот стан, хаосот е само малку поголем, се испорасипа уште некој апарат, морав да ги променам и сето тоа малку и во услови на корона, да речеме до негде се упрости во некои работи се усложни. Зошто велам се упрости? Се упрости затоа што ми одеа во прилог оние доставувачки услуги што ги нудат луѓето, се веќе почна да се прави онлайн, се правам од дома, онлайн се комуницира, онлайн со станоци и слично. Меѓутоа е многу потешко и да се излезе и да се направи нешто со физичко присуство, затоа што јас не можам да држам дистанца, ми треба помош, како што виде по скалите некој да ме симне. Потоа со маска ми е многу тешко да дишам, затоа што и онака имам девијација на носно. Меѓутоа, она што го задржев е мојот оптимизам, кој што е препознатлив, и да си правам ефект од секој дефект, да си правам хуморот од сето тоа и едноставно да извадам најмногу што може од денот. Искра, ние те затекнавме навистина во тој цел хаос во твојот стан овде во Ново Лисиче, но ќе превземе ли некој нешто по тоа прашање? На кого се надеваш, кого го очекуваш да покрене веќе нешто? Имаат ли слух институциите, што велат? Па прво, тој стан не е мој, тоа е токму и тоа е најголемиот проблем, затоа што да би бил мој би можела да го продадам, заменам, слично. Меѓутоа има деценијски неразрешени правни спорови Во врска со станот? Да, кои што не можат да се решат.
затоа што има премногу сопственици од кои дел се во странство, ниту се заинтересирани да го решат, а институциите велат ти имаш каков таков кров над глава, а никој не дошол да види каков е тој кров и во какви услови живеа. Исто така превземање грижа од страна на институциите за мене не е некоја опција, затоа што јас сум само свесна личност која што може да се грижи за себе си, но нема услови едноставно и затоа јас толку многу ја посакувам таа кукичка која што за разлика од Стан не чини многу. Мала кукичка достапна за тебе со цел да ти пружи олеснителни околности да се движиш со твоето помагало и нели полесен пристап до неа, бидејќи зградата твоја нема лифт, зградата е постара, нема лифт, тешко ти оди со количката. Што се случува со тој проект за кукичка за тебе? Па ништо не се случува, затоа што буквално е така како што рече, јас сум и покрај сета позитива и волја и верба, значи јас сум физички, па и да речем и емотивно малку исцрпена од сето тоа што ти велам се дава, а фидбекот не се враќа, затоа што и јас тоа до некаде го разбирам, луѓето не се во моја кожа, би требале да се 24 часа со мене за да разберат колкав напор јас правам, ете виде да ги совладам тие скали, таа рампа која што ниту вие не можевте да ја поминете, дури и таа колина околу самата зграда, значи мене навистина ми треба нешто рамно, каде што јас нема да зависам од никого ако сакам да си излезам нели од домот, да си завршам било каква работа, меѓутоа не се нашол јунак кој што ќе ја превземе таа цела иницијатива е и околу прибирање на средства и околу самата изградба на куќа, затоа што јас ниту можам да трчам по шалтери, ниту пак луѓето ме земат за сериозно, да речеме, еве ако станува збор за мајстори, си играат, да не кажам мајтоп. Искра, полесен ли ти беше животот кога твоите родители беа со тебе? Беше подобро од аспект што имав кој да ме разбере, што имав кој да ме сослуша, кој да ми ги пружи тие крилца. А инаку исто тешко беше затоа што она што со кое што сега се соочувавме ние семејно групно и целиот товар паѓаше на нив. Ме разбирам, значи ништо не се променило, да, само можеби имав поголема поддршка и љубов од нивна страна, но за среќа тие оставиле доволно во мене како емотивна и интелектуална имовина или наследство, да кажам, што јас си ги носам со мене родителите и баш поради сиот тој труд што тие го вложиле во мене не смеам да се откажам. И не смееш да сопреш. Кој е твојот ветер во грб денес? Кога ќе замислам таа како влегувам во таа светла кукичка во која што имам катче за пишување, катче каде што ми стојат книгите, можам да си ја земам која книга сакам, па имам простор за вежбање кога сакам и колку сакам, затоа што знаеш дека сега ресурсите ми се ограничени, понатаму адаптирана кујничка во која што ќе можам да сготвам ручек, да повикам пријатели или дај Боже сопруг, детенце, ова она да се сготвам, отиваме ги време научив, меѓутоа да готвам, но немам услови. Сега ние кога го договаравме ова интервју, ти мене ми напомена дека си почнала и да вежбаш. Договорена е соработка со студио ИСПА, мислам дека е за вежбање тука во аеродром, значи ми доделија личен тренер кој што е прекрасна девојка и се надевам дека ќе имаме прекрасна соработка и добри. Значи тоа е нешто приватно, не е од страна на државата. Што се случува со вежбите кои што ги нудат институциите на државата? Па сега во услови на корона крајно се редуцирани само за итните случаи, нема услови, но и во редовни услови немаат можност да постигнат со онолкав број на вежби колку што мене ми се потребни. Значи, обично добивам еднаш до 2 пати годишно по 10 терапии, тоа е премалку. Принцип, мојата диагноза би требало, ако не секој ден, барем преку еден ден. Затоа што се потребни масажи, потребен е парафин, потребна е физикална терапија, потребна е кинезитерапија, потребни се витамини, потребна е здрава храна.
Значи и тоа вака кога го зборувам обично на луѓето им се чини луксус или премногу или па ти многу сакаш. Но тоа се основните работи кои се потребни. Искра, предходниот пат имаше до себе личен асистент. Ајде на полето личен асистент, што се случува сега? Има ли некој што се грижи за тебе? Јас самата се грижам за себе. За жал, колку и да ја посакував и колку и да се радував услугата лична асистенција, во мојот случај не се најде компатибилен асистент. Не навлегувам во причините, пошто тоа си е веќе друга работа, но еве сега има пак некои најави, обиди повторно да заживее таа работа, можеби да ме спарат одново со некое фино девојче, па да видиме како ќе оди таа работа. Јас искрено навистина посакувам добар личен асистент, меѓутоа мене ми треба ведра, одговорна, посветена личност која што професионално ќе си ја заврши работа. Кажи ми на полето работа и работен однос што се случува? Во време на корона имав разбирање од претпоставените да работам од дома, затоа што и онака мојата работа е претежно со пишување на проекти, така што не е нужно, значи, да одам во канцеларија и да се изложувам на ризик, пошто како што ти кажав, секој допир е ризик. И сведени се тие лични контакти на минимум. Така. Меѓутоа од дома работиш сега, така? Може да се пофалиме со еве од името на сите лица со попреченост. Во врска ме интересира со работниот однос и воспоставувањето. Се грижи ли државата за овие лица да работат на вистина и да покажат дека стварно имаат квалитети, ме разбираш? Сите искуства се различни. Јас искрено се вработив пред да почнат тие институциски вработувања државни, да кажам. Јас се вработив на сопствена иницијатива, самата одев на интервјуа и разговори и докажав и покажав пред тие одредени инстанци зошто треба да ме имаат во нивните редови, кои се квалитети ги имам, нели, јазиците, пишувањето, искуството. Поезијата, така да не забораваме овде дека ти си и факултетски образована, високо образована. Еве начинавме поезијата, што се случува на тоа поле. Престана ли Искра да пишува или се уште некоја искра жари на листот хартија? И мислам дека секогаш ќе жари. Јас постојано пишувам, значи поборник сум на тоа дека се пишува, се мисли, се чувствува се додека дишеш. Но за жал ти велам, оној комуникацијски канал што треба да е некако лесно, значи Искра напише книга и веднаш да се објави, тоа во мојот случај е се некако поинаку, не знам, можеби јас грешам, можеби сакам поинаку да ги терам работите, но не е како на запад што оди лесно работава, да кажеме да имате уредник, едитор, па печатница, па не знам, некој што ќе се грижи за сето тоа, ова сепак е мал пазар кај што сето тоа е префрлено на вас. На грб и едноставно сега за сега само се трупаат нови напишени работи, па ако ти кажам дека веќе имам материјала за 20 книги, дури и тоа е премалку. Значи мене навистина ми треба човек, но не само асистент, кој што ќе ми помага при секојдневието, туку кој што искрено, посветено ќе се погрижи Искра да го добие она што заслужува и Искра да почне да заработува од своите таленти, затоа што таа моја плата не е доволна за да ги подмири потребите и трошоците за состојбата која што јас ја имам. Која ќе биде поранката од името на сите оние кои што навистина се борци, кои што јас не би ги рекла лица со попреченост, туку тоа се лица кои што се рамо до рамо со нас еднакви, се борат во животот, се борат со секојдневието, како што напомена ти, со времето, со сето она кое што го носи времето како предизвик. Која ќе биде поранката која ќе ја упатиме? Па ние најчесто и сме предодредени тие своји физички предизвици да ги надменеме со духовен растеж, со своји таленти. Најчесто тоа се лица преполни со љубов кои верувајте дека најмногу од се ја посакуваат љубовта за возврат. Колку и да е социализирана Искра, колку и да има зад себе оставено, патот што треба да го изоди напред е далеку поважен за мене
и далеку поголем предизвик и поголемо исполнување, и затоа замолувам секој еден на било кој начин што може да ме поддржи, значи не е тоа секогаш материјално средства или слично, едноставно секој поаѓајќи од она што го прави во секојдневието, може да најде начин, може да ме контактираат или преку социјалните мрежи, мислам дека и дури и телефонскиот број лесно ќе го најдат, и јас бавно пишувам. Преспански херој го нарече јавноста откако наситен и покажа како е да им се прекоси на различностите и попреченоста. 30-годишното момче Васил Јанкула со церебрална парализа, кое што со својот трицикл ја помина скоро цела Македонија. Во животот има многу соништа, од кои најголемиот му е да основа семејство, а неговата најголема желба е сите ние да бидеме еднакви исти. Васил Јанкула е, како да кажем, еден човек со многу предизвици, кој си го сака живото и го прави многу среќен да прави предизвици, да продолжува напред, да му докажува на јавноста и на светот дека нема да ни пречи никоја попреченост. Васе, од кога борбата со церебралната парализа? Ти си така роден или Не. тоа се јавува отпосле? Ја не сум роден, тоа се јавува отпосле од температура. Така. Како мало бебе, Така. 7-8 месеци, родителите мои беа млади, тоа не го сетија по време од го сетија почина да ме носат секаде, но веќе беше касно. Колку церебралната парализа како состојба ти оневозможи да оствариш до ден денес некој од твоите соништа? Како ја прифати ти? Па јас се чувствувам во животот како нормален, како сите останати. Мене не ме пречи парализата. Јас си правам се што ќе посакам во животот, тоа го права, тоа ме носи во живот, во борба. Дали во текот на своето образование најде можеби на предрасуди, стереотипи кон лицата со попречено себе како еден од нив? Искрено да ви кажа, јас до основно завршив во Мала Преспа. Аха, таму се школуваше, така? 4 години пешки. Од дома до училиштето? Да, 5 километри од пешки. Се движив без помагало. 4 години учив таму и јас не знаем што е лице со посебни потреби, зашто јас живеев во една таква средина, што беа све нормални. Сега свесни сме дека со физичките вежби кои што ти ги извршуваш, состојбата се подобрува. Да, точно така. Јас до 27 години, 28 години немав никакви проблеми со состојбата. Со подвижноста, така? Трчав по дискотеки, Да. се дружив со секакви луѓе, се дружа, тако сум дружа, љубим да се дружа. Но, откако почнав со точекот да спортувам, тоа му дадов голем терет на мускулите. Така? И ми се окочија тетивите мускулите. И после тоа, една година имав малце проблеми, не можев да се движа
опуштено и ми се појавија спазми во ногата, раката. Така, вас однеодамна ти работиш и во општина Ресен. Работата за која, нели, За која сонуваше цел и живот долго ја и бараше. се оствари. Какво искуство е работата во општината? Па нема поубаво да биде некој вработен. Било кој, зашто? Знаеш, табале стануваш, се спремаш и Имаш исполнет ден, јас велам. испомен. Така е. Искрено да кажа, секаде каде ќе одам, како сам се сум насмејан и така ќе продолжа. Во поглед на националното законодавство на Република Северна Македонија, во член 35 од Уставот е наведено: Републиката се грижи за социјалната заштита и социјалната сигурност на граѓаните, согласно начелото на социјална праведност. Дополнително, државата гарантира право на помош на немоќните и неспособни за работа граѓани и обезбедува посебна заштита на инвалидните лица и услови за нивно вклучување во општествениот живот. Додека пак меѓународните правни стандарди недвосмислено наведуваат дека правото на животен стандард доволен за самото лице и за неговото семејство. Вработувањето, постојаното подобрување на животните стандарди е есенцијално право за личниот развој на поединецот и негова екзистенција. Меѓутоа, од претходно кажаното, најголемиот дел од бенефициите што интервјуираните лица ги добиваат од страна на државата, ги користат за задоволување на домашниот буџет. Сметаат дека трошоците за нивната состојба се многу поголеми од финансиите кои ги добиваат од државата. Соговорниците го делат своето мислење дека во нашата држава се уште нема доволна свест по прашањето на лицата со церебрална парализа. Овие лица се уште се судираат со предрасуди и стереотипи, како и непризнавање на нивниот целосен капацитет во општественото делување и на пазарот на трудот. Во нашата држава лицата со физичка попреченост се уште се далеку од можноста да го унапредуваат сопствениот квалитет на живење, бидејќи досегашните системски решенија, како и лошата пракса, не создаваат овозможувачка околина за овие лица. Хелсинскиот комитет за човекови права во поглед на работниот однос на лицата со попреченост, во чија подгрупа спаѓаат лицата со церебрална парализа, смета дека државата обезбедува и издвојува големи финансиски средства и дополнителни бенефиции за вработување на лицата со попреченост, за приспособување на работните услови и простории за нивно активно вклучување. Но сепак според комитетот, вклученоста на лицата со попреченост е многу мала. Оттаму велат дека системот за вработување е тесно поврзан со образованието. Поради ниската стапка на образование, лицата со попреченост не се во можност да влезат на отворениот пазар на труд. Со цел законодавството да го има посакуваниот ефект за лицата со физичка попреченост, комитетот препорачува донесување нов закон за вработување на лицата со попреченост, укинување на системската дискриминаторска одредба со која оваа категорија граѓани е обврзана да оди на Комисијата при Министерството за труд и социјална политика за утврдување на способноста на лицето за работа. Од Министерството за труд и социјална политика пак велат дека кога се работи за лицата со попреченост, вклучувајќи ги лицата со церебрална парализа, сериозно пристапуваат и со исклучителен интензитет продолжуваат да работат на сите процеси за остварување на правата на овие лица. Оттаму ја истакнуваат подготвеноста да продолжат со спроведување проекти во државата во соработка со граѓанскиот сектор, со цел обезбедување квалитетни социјални и останати услуги и грижа за оваа категорија граѓани. Дали и колку ќе се промени сликата и состојбата со лицата со церебрална парализа, останува да оставиме на времето, одговорноста на институциите и свесноста на секој поединец во општеството.